Ако новата македонска извршна власт лани стапи на сцена по низа насилни елементи, мнозинството влегува во оваа година исто така на туркање. Едва се истуркаа неколку закони, на крајот од трет пат се дојде и до нов обвинител. Министри избегаа за пратеници. Здравството остана обезглавено повеќе од половина од времето на владење. Сега уште на влезот на 2018 ќе видиме кој, ама и дали некој како Мендух Тачи ќе го замени села, со што би се оствариле оние најави од 2012-та за големи нешта од надворешните пријатели, имајќи ги предвид состојбите во Косово. Од домашните работни задачи годинава почнува пред се со договорот со Бугарија и обидот за договор со Грција. Првиот чека ратификација во собранието, а вториот дата за нова јануарска средба со Нимиц пред оние во февруари и март. За комисиите и брусењето на историјата, можеби прагматични како што се представуваат, власта пофино е да почека да се договорат Софија и Јатина каде точно да проработат брусилките. Ке ги видиме и сите напори на меѓународната да се стигне навреме за препорака и за НАТО и за Европската Унија, ама и тоа сме научени, на пораки за отворени врати, ама сега и веднаш. Малку е веројатно дека такви покани ќе бидат испратени од самитот во Брисел следниот јули, односно до април, до последната анализа за напредокот. Иако времето за реформи истекува побрзо од посакуваното, власта сепак најавува дека се ќе се промени до тогаш. Законот за јазици, истиот оној за кој што села влезе во коалицијата и ги расшири крилјата вон уставот и по хоризонтала и по вертикала, како што го мерат, на крајот го истера села од коалицијата. Села мислеше дека лесно ќе помине со Заев, па ќе му го крене рейтингот со законот во први 100 дена владење, па пред локалните или веднаш потоа. Села не разбра дека и тој, како и Беса, се надвор од старата лига на шампиони, запаметена во македонската политичка историја како Guns N' Roses, и дека сите ловорики се предвидени за нив. Тука се и законите од платформата, од животот, реформските зафати кои се однесуваат на економијата, па и за СЈО. Ке ги следиме и судските рочишта за поранешниот врв на ВМРО ДПМН, но и за председателот на владата Зоран Заев, за кого целиот процес подкуп е вратен на почеток. Ке видиме и како ќе се позиционира ВМРО ДПМН и незините коалициски партнери, дали ќе се радикализираат или ќе се тера низ институциите. Годинава сепак можеби највпечатливо на домашен план ќе бидат процесите по обвинувањата за тероризам, односно за влезот на македонците во парламентот по насилното прогласување на председател на собранието по затворањето на собраниската седница. Веројатно и од обвинителството се свесни дека дело тероризам е најтешко за докажување. Видни и познати светски уметници, заедно со политичари и други граѓани, ја почнуваат годината во истражниот затвор, во мизерни услови, по одлуката за продолжение на мерката притвор. Иако можеби досега меѓународната молчи, јавноста очекува таа наскоро да реагира за тоа што опозицијата го дефинира како политички прогон и замолчување на јавноста пред владините политики. Како и да е, во 2018 година ќе биде потребна трезвеност и рационалност од сите, онолку колку што е можно, но и да се направи разлика меѓу тоа што е и тоа што не е суштинско, за да се одговори на предизвиците, но и да се зачува образот и пред себе и пред генерациите кои што доаѓаат.